Впечатлива е реториката која користат конфронтираните страни во внатрепартискиот судир кај социјалдемократите. Поддршката на владината намера рударска паланка пак да стане тоа што била. Неминовно значи и директен конфликт со раководството, кој е при изборот. Не ги бира зборовите. Како може еден градоначалник, кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ги контролира тако рудно? Тој со 10 крави не може да се справи. Никој никому не останува должен, особено кога партијата не може да ги исконтролира ниту своите градоначалници, кои по се изгледа според начинот на кој се комуницира, ќе останат да се бројат само на прстите од една рака. Вистина сум тотално изненаден по однос на наративот во самите соопштенија, ќе кажам словно луди соопштенија. Кога се тоа кое внатре им звучи шашаво, ќе се надогради со специфичната позиција кон некои што биле третирани како припадници на режимот, границите дополнително се пошируваат. Како советник на министерот Тодоров, за кој што жалам што веќе не е политички во ВМРО ДПМН, поради тоа што имаше една храброст политичка да соработува со експерти од различна политичка провиненција. Тие пак што во едно време имали иста политичка генетика, па од Титови пионери станале Чедан Александар, имаат забелешка на фактот дека некој се охрабрил да го избрише и нивното минато. СДСМ не е партија која е создадена пред 35 години. СДСМ се митареше преобрази од СКМ, стана СКМ ПДП, од СКМ ПДП стана СДСМ. Тоа е исто како да слават годишница од државата, од моментот кога се викаме Северна Македонија. А кога веќе се доведува во прашање доследноста, звучи прилично зачудувачки драматичниот дисконтинуитет во ставовите. Па тие што едно време ја крое идеолошката и националната матрица, сега како да се излезени од колосекот. И мислам дека моменталната цврста позиција на премиерот дека ќе чекаме ако треба со децении е погрешна. Влезот на Македонија во Европската Унија значи дефинитивно легитимирање и меѓународно поставување, да речам, етаблирање на нашата држава. И затоа не пуштаат. И на крајот, иако најголем дел од граѓаните сакаат таму, без проблем ги пуштаат само оние што решиле да најдат покус пат. И за нив постојано има оправдување. Не баре останатите не сакаат да ги чувствуваат истите привилегии. Постои опасност нашите кои заради работа, заради не знам што, заради тоа што мораат да возат камиони или ова или она луѓе кои имаат бугарско државјанство, ќе мора да се откажат од нашето за да си ги продолжат своите обврски кои ги имаат. Додека сите останати цупкаат во место. Сега дури треба да им го берат и гајлето и да стравуваат дека се очени со предизвикот. Тие и се откажале и од самите себе си.